Ароматичните свеќи со додатоци на природни елементи, етерични масла со префинет мирис. Не само што се убав декор во просторот, туку внесуваат и миризлива светлина во домот или во работниот простор. Тие се одличен подарок за вашите блиски пријатели, роднини и соработници. И речи си да нема човек кој не ги сака миризливите свеќи со убави бои и различни форми. Ако сакате да го освижите домашниот или работниот амбиент, а при тоа да не трошите многу пари, доволно е да направите избор на ароматични свеќи со кои брзо и лесно ќе го подобрите изгледот на просторијата и ќе создадете пријатна атмосфера. Александра е млада мајка која покрај професионалните и семејните уврски успева да најде време за изработка на ароматични свеќи, хоби со кое се занимава од неодамна и во кое вистински ужива. Јас од секогаш сум била многу голем фан на свеќи, посебно тие што се вака убаво декорирани и украсни свеќи. Морам да кажам дека идејата за креирање на Tina Candles дојде сосема случајно и сосема ненадејно. Погледање на видеа на TikTok платформата за правење на свеќи, се повеќе и повеќе се заинтересирав за процесот како се прават свеќите, што се е потребно за нивна изработка и слично, и најпрво пробав да видам дали има свеќи од тој вид во Македонија. И забележав дека не баш многу candle shops во Македонија ги нудат, посебно wax melts, како работи што ги продаваат. И затоа кај мене сосема ненадејно и случајно се роди идејата, окей, let's do it. Ајде да направиме нешто и за другите candle ентузијасти како мене да може да си купат вакви wax melts и да уживаат како што уживам и јас. Во моментот за изработка на свеќите користиме два вида на восоци, односно по избор на клиентите. Медицински, нештетен по здравјето парафин, морам да напоменам, и соја восок. Разликата во цената е различна, ние сакаме да им понудиме на клиентите избор и да им кажеме со што изработуваме, а да оставиме на нив да изберат со што сакаат да ги изработиме свеќите. Таа вели дека кај нас не се наоѓаат лесно сите неопходни материјали за изработка на ароматични свеќи, но дека тоа не обесхрабрило и одвратило од желбата да ги изработува истите. Вели дека тоа ја релаксира и овозможува да се чувствува убаво. Додава дека луѓето многу често сакаат да купуваат и да подаруваат ароматични свеќи и дека била пријатно изненадена од интересот за свеќите кои таа ги изработува. Сака да експериментира со формите, боите и мирисите, па затоа прави различни видови свеќи. Ароматичните свеќи не само што шират пријатни мириси во околината, туку со помош на миризбата од етеричните масла дополнително го стимулираат човечкиот мозок и ги будат сите сетила. Аромотерапијата е алтернативна терапевска техника која придонесува за ментална и физичка благосостојба. Има многу статии кои кажуваат дека самиот процес на запалување на миризлива свеќа го полни телото со енергија, го релаксира умот и телото. Јас верувам дека во денешното турбулентно и стресно живење на секој му треба мал дел од денот кај што ќе се релаксира, и јас верувам дека моите свеќи придонесуваат за тоа. Се препорачува да запалите ароматична свеќа со мирис на лимун или нане наутро кога ќе се разбудите, за да внесете свежина и позитивна енергија во домот. Во вечерните часови најдобро е да користите ароматична свеќа со мирис на лаванда, роза, сандалово дрво или кедар, за да создадете пријатна, опуштена атмосфера, да го елиминирате стресот и полесно да заспиете. Александра вели дека од низините свеќи, познати под името Tina's Candles, посебно популарни и барани се ароматичните свеќи со чоколаден мирис, кои и самите имаат форма на мали чоколадца. Без разлика кој мирис е вашиот фаворит,
Препорачливо е ароматичната свеќа да ја запалите барем половина час во затворена просторија и потоа едноставно да се опуштите и да уживате во нејзиниот мирис.